Сакаме секогаш да информираме и да најуваме работи, настани, случувања кои ќе ни го пополнат денот, секојдневието, а при тоа ќе го направат квалитетно. И особено ако зборуваме за убавото смеење или смеењето од срце, како велиме, нешто што треба да биде составен дел од денот и како исто така е добро познато, денот без насмевка и не треба да ни помине. Треба секој нас да најде причината за да се насмее во текот на денот, но за убаво да се насмееме и како велиме вистински да го прифатиме и да го доживееме хуморот, веројатно се добредојдени и фестивалите кои што постојат и за секој еден од нив е и денови на комедијата 2025 или театарскиот фестивал кој што се одвива во театарот Куманово. Започна сношти, ќе трае до 10 октомври, одлична програма или репертоар и оваа година и на моје задоволство утрово можеме да позборуваме малку подетално за сето тоа со директорот на театар Куманово, Саша Тодоровски, кој што утрово ни пристигна токму од Куманово. Добро утро, Саша. Добро утро до вас и до вашите гледачи. И да ви се благодарам за преубавата најава на вистина преубава. Да, секогаш е добро кога имаме можност да ете ги споделуваме овие убави информации, затоа што тоа му е потребно на нашиот народ, пред се цел тој труд кој што го даваат самите актери на сцена, но и вие кои што стоите позади тоа во смисла на организирање на еден ваков фестивал кој има традиција, ова е 28 издание, значи 28 години. И тоа е за поздрав, затоа што да се одржува тој континуитет и да се реализира една таква програма и не е толку едноставно, но е задоволство. Поставувам кога публиката ќе видите како се смее, така? Како поминавте на вчерашното отворање на фестивалот со представата господја министерка, така? Имаме фотографии кои што можеме да ги погледнеме, а ние ќе позборуваме малку за тоа како реагираше публиката, дали беше успешно отворањето во кое што не се сомневам и што ги чека некои што сакаат да дојдат и во следните денови. Па како што кажавте, се уште не е свежо, вчера беше отворањето во 20 часот. Вистина поминавме одлично. Представата беше одлична, господја министерка. Публиката реагираше супер, значи презадоволни, имаше аплаузи. Го доделивме и лауреатот на актерката Весна Петрушевска, која беше навистина емоционално и од нејзина страна, од страна на публиката, тоа може да забележи од фотографиите. Кој што кажавте, до 28 години не е мала работа да се организира фестивалот и навистина им благодарам на луѓето кои започнале таа идеја пред 28 години, сами, со некои собствени минимални средства, меѓутоа еве, после 28 години континуитет, тој фестивал се уште трае и очекуваме да биде уште поуспешен. Значи, навистина, кој што реков вчера, и организацијата беше на едно завидно ниво, публиката, значи се беше во еден одличен ред, како што доликува на фестивалско отварање на денови на комедија. Да. За жителите на Куманово, веројатно сосема и очекувано. Тоа е еден настан кој кумановци го чекаат, значи цела година. Навистина се чекаше ред за да се купат билети. Некои можеби и не го дуваат за тоа зашто не одиме со онлайн билети, меѓутоа убаво е да ја запазиме таа традиција, едноставно убаво да застанете тука и да земете, да чекате карта, да земете билет, значи имаше билети за сите наши сограѓани, сите кои сакаат да ги гледаат овие фестивалски денови. Навистина тоа е еден празник за Куманово, скоро 2 недели до 10 октомври ќе трае овој фестивалот, секоја представа е исполнета, секоја сала е полна, така да ние сме навистина како организација што го работиме овој фестивал, навистина горди на сето. Тоа е и градот и Куманово, и мислам дека и Македонија треба да биде горда на овој фестивал. Затоа насловивме нашата тема Куманово центар на комедијата е центар на комедијата и на фестивалските денови. Навистина тврдам и кажам дека овој фестивал е еден од најпосетените фестивали, ако не и најпосетен фестивал во Македонија од аспект на публика, бидејќи сите 11 сали ќе бидат полни кога и да дојдете. Публиката го сака овој фестивал навистина и си го негува. И има зошто, ако споменеме и овогодинишната програма, а исто така рековме и сето она кое што говори во минатото за истото. 11 представи од ансамбли кои што ќе бидат покрај тоа што од нашата земја, нели? Ќе бидат и од Бугарија и од Србија, да. Што се наоѓа на репертоарот и веќе си го имаме и овој примерок кој што е, нели, водич за програмата. Да, како што рековме, го отворивме фестивалот со театар Велес, со господја министерка. Вечерва ни гостува театарот од Битола со рибарски караници.
Во петок мислам дека е театарот МНТ од Скопје. Сабота е театар Комедија. И потоа едната недела доаѓаат театрите од Прешево, од Крагуевац, од Пирот, од Струмица, сатиричниот театар од Софија Леко Константинов е на 6 октомври. И потоа имаме пауза 3 дена и на 9 октомври е премиерата на Кумановската представа, која моментално се подготвува, Разбуди се Тина, а на 10 октомври ќе имаме репризата на Кумановската представа и ќе ги доделиме наградите кои што се воведени пред 3 години на фестивалот, така да имаме една богата програма од 11 театарски представи на фестивалот. Колку искуството од минатите години, да речеме, го олеснува изборот или правењето на програмата за секоја следна или конкретно за оваа? Дали тоа оди според тоа како и на кој начин претходно публиката реагирала, тоа кој што го бара, кој што го сака, она за кое што исто така се расположени самите актери, бидејќи таа енергија се чувствува на сцената, а се разбира и таа комуникација која што треба да постои и со останатите зиги. Име за фестивалот одлучува совет на фестивалот. Ние по правило ги каниме сите театри во Македонија кои имаат театарска комедија, бидејќи тоа е еден фестивал на надпреварување и за публиката и за актерите. И убаво е сите театри кои годината, таа година или претходната година имале комедија во својот репертоар, да дојдат и да гостуваат на тој фестивал. Меѓутоа, не секогаш секој театар има комедија, така да сите театри кои имаат комедија оваа година се поканети и учествуваат на овој фестивал. И како што кажавте, секоја година учите и од грешките, например, и во организацијата кои ги имате, за да идната година биде подобра. А исто така и за представите. Така да сигурни сме дека овој фестивал расне. Секоја година е се подобар и од организацијски аспект и од квалитативен аспект. Често пати ќе речеме дека можеби една од најтешките задачи е да се насмее публиката. Тоа е комедијата е најтешкиот жанр. Да, тоа сакам да кажам. Дали комедијата вистина е најтешкиот? Ја мислам дека е најтешкиот жанр. Тоа го имаат кажано и старогрчките мислители дека трагедија е лесно да се направи. Меѓутоа да направиш комедија, вистинска комедија, значи да насмееш преку зборови, преку текст некој човек, тоа е навистина тешко и за самите актери, и за режисерот, значи за да насмееш публиката, така да мислам дека комедијата воопшто не треба да се потценува како жанр, туку е наистина еден од најтешките жанрови во драматургијата. Особено во театарот Куманово постојат актери кои што тоа умешно го прават. Умешно го прават, и знаат да го прават тоа и ги почитуваат на сцената во Македонија поради тоа и поради другите улоги, меѓутоа знаат кумановци и кумановските актери да го совршено, мајсторски да го направат тоа, како што треба во комедијата и го представите. Како човек од театарот или човек кој што моментално стои на чело на театар Куманово, може да ја начнеме и темата за тоа колку сушност ние имаме доволен кадар на актери кои исто така се можат да бидат редовни на театарската сцена и при тоа да се прилагодуваат и на самиот репертоар на театарските представи, затоа што тоа е нешто кое од секогаш го сакала публиката и го сака, а квалитетот кој треба да се понуди воопшто не е за занемарување. Така. И од тука мислам дека секој актер може да одигра комедија, меѓутоа по зависност од тоа што повеќе му лежи, дали комедија, дали некоја драма, меѓутоа сигурен сум дека сите актери со кои сум дошол во допир, кои ги познавам, знам дека може да одиграат квалитетна и добра комедија во Македонија. И тоа и го сакаат, и актерите го сакаат, па мора да го сакаат го сака, да. За да го направат, да. Да, кога нешто е вештачки како видиме или е со така, тоа се гледа и публиката го гледа, енергијата се гледа, значи односот помеѓу публиката и акторот. Така е. Навистина ќе биде интересно и со ова што го кажавме за престојните представи на денови на комедијата и треба да се искористат овие денови до 10 октомври, тоа е доста. Така да секој кој сака може да дојде, не е далеко Куманово, за луѓето од Скопје, значи имавме и вчера гости од Скопје, значи дојде навистина. Го има репертоарот објавен, кој сака слободно може да дојде да ги посети представите. Има останат уште некои билети за некои представи, меѓутоа претежно се продадени. Во првите 2 дена можам да кажам дека продадовме преку 5000 билети. Значи, за еден фестивал имаме 11 театарски представи, кои што реков, сите се исполнителите од последно место. Значи, публиката го сака и го чека овој фестивал со воодушевување.
Сашо, факт е дека треба навистина услови за самите актери, Секако, театарските сцени, при тоа услови за работа од сите можни аспекти нели кои што се потребни, при тоа и оно што е најважно за самите актери да се чувствуваат како што треба и како да што имаат свој дом и како да што можат, заслужуваат, нели? Како што заслужуваат, да. Како имаат е сите услови. театарот во Куманово таа? Театарот во Куманово, мислам дека сите го знаат тоа, веќе се реконструира. Четврта година е сега. Меѓутоа, ова година обезбедени се сите финансиски средства од Министерството за култура. Веќе при крај сме со тие процедурални јавни набавки што треба да се завршат и мислам дека по средината на октомври ќе започне комплетната реконструкција, завршната фаза, да се заврши театар Куманово, да се конструира, за да може крајот на 26-та година, евентуално доколку нема некои непредвидени работи, почетокот на 27-та година да се пушти зградата на театар Куманово во употреба, бидејќи сега сите работиме во Центарот за култура, и македонска и албанска драма. Еве и тука е фестивалот, инаку фестивалот е проект на Центар за култура, не е на театар Куманово. И тука сме сите заедно, значи како што кажа ви Центарот за култура и театар Куманово, македонска драма и албанска драма. Навистина е тешко да се работи, меѓутоа со добар распоред се снаоѓаме некако. Меѓутоа пак не е тоа. Тоа е Центар за култура. Оваа сала како што ја гледате е голема сала со овие 700 луѓе. Тоа не е театарска сала како што ќе биде театарската сала во зградата на театар Куманово со 200 места, што е сосем доволно за град како Куманово, и сигурен сум дека кога ќе заврши реконструкцијата и вработените од театар Куманово ќе може да се префрлат таму, едноставно да го добијат тоа што го заслужуваат. Убеден сум и сигурен сум дека тоа ќе се заврши до крајот на 26-та, почетокот на 27-та година, бидејќи се обезбедени сите услови. Да се надеваме. Да. Ми помине едно прашање кој што сакав да го поставам за подготовката, ако се вратиме на самиот фестивал. Во склоп на таа подготовка се потребни проби, нормално, и време кое што би било соодветно за да може да фестивалот биде како што треба пред самиот старт. Колку или каков е начинот на подготовка, се разбира преку проби, но колку време е потребно за самата организација, како тоа го изведувате, затоа што покрај фестивалот кој што е одреден временски период, од прилика 2 недели, нели театарот се функционира со останатиот репертоар. Тоа, па како што кажав, за тоа треба прилагодување. Еве сега, додека се фестивалските денови, значи екипите доаѓаат, еве вчера екипата од Велес, денеска екипата од Битола, тие доаѓаат на кај 12 часот во денот и потребно им е да се наместат, да се распоредат на сцена, а во исто време ние имаме представа која подготвуваме со режисерот Јане Спасич, и сигурен сум дека тоа ќе биде една одлична представа и добра премиера кон почетокот на месец декември, така да мора да се прилагодат актерите и да одат на таа проба. Исто така имаме и пробата за представата на Кумановски театар Разбуди се Тина, уште една, значи во моментот сме во два процеси театарски кои ги правиме во театар Куманово и во исто време го организираме фестивалот. Меѓутоа со вработените кои што се од Центарот за култура и од театар Куманово, сценските работници, сите кои се заложени тоа да функционира, навистина функционира во еден совршен ред. Секогаш има помалку да бидеме ние први, да бидеме ние втори, меѓутоа со добра организација секако може да се постигне тоа и еве тоа го покажа и вчерашното отварање, навистина се помина во еден совршен ред и сигурен сум дека така и ќе продолжи фестивалот идните денови. Вчера имавте прилично напорна вечера, утре успеавте од Куманово да дојдете во утринска. Ви благодарам за тоа. И додека сте тука, нели ќе искористам приликата и гостувањето да позборуваме уште малку за тоа со оглед на летната сезона која што оставивме зад нас. Немаше пауза во театарот, но можеби беа имаше пауза едно 20 на дене, бидејќи сега театарот се реконструира, како што кажав, и немаме колективен одмор, така да актерите и делот сценските работници и техниката зема одмор некои 20 на дена и оставивме дел и за зимскиот период, бидејќи во Центарот за култура сме оневозможени да работиме тој период декември, јануари, така да тогаш ќе ги земат одморите, меѓутоа се функционираме. Исто така е важна релацијата помеѓу вас и актерите во однос на таа, да речеме, успешна соработка, за да и тоа функционира како што треба. Сега мора да има соработка, колку и да сме различни, можеби по сензибилитет некогаш, а сме различни многу, мора да има, да се најде некој модул на соработка, да се најде некој начин на соработка, бидејќи тоа се, вие работите со жива материја, тоа се театарски проби.
тука може да настанат и одложување, може да настанат и разни работи, да се разболи некој актер, ке треба да го замени некој друг. Се е тоа процес во кој учествувате и кој мора да го изменаџирате на време, се со цел за да излезе пред публиката тоа што треба да излезе и тоа да не се забележи од другата страна. Така да сигурен сум дека успешно за сега го менаџираме и го правиме. Тоа сите заедно и во Центар за култура и во Театар Куманово. Уште малку и ќе ни заврши 2025-та, ако кажеме дека е веќе време, особено кога зборуваме за театарот или за такви културни институции, да се подготвуваат за следната година или како велиме за сезоната која што треба да се направи. Верувам дека вие веќе полека но сигурно се подготвувате за сезоната. Што би стартувало од ќе имаме можност да се разбира, да се видиме, да се нели чуеме потоа, односно тогаш, но еве што е во план за новата 2026? Ние аплицираме во годишна програма во Министерство за култура, тоа се аплицира во јуни и тие одобруваат програмата некаде во февруари, така да во февруари идната година ќе знаеме со кој 2 или 3 проекти или 4, бидејќи е македонска албанска драма, ќе може да стартуваме за идната година. А во периодот кој е од ноември, декември, јануари се играат овие представи кои се направени сега во тековната година. Така да за новата сезона ќе знаеме кои театарски представи ќе ги имаме некаде во месец февруари и тогаш започнуваме, од февруари, март започнуваме со реализација на таа представа. Сега само би сакал го видов тука постерот на Разбуди се Тина. Премиерата ќе не биде на 9 октомври во режија на Драгана Таневска, тоа е една млада екипа од Театар Куманово и сигурен сум дека ќе има успех. Билетите за првата представа на 9 се распродадени првиот ден кој ќе пуштивме во отварање, а на 10 како што кажав ќе биде втората реприза и за 10 има уште многу малку билети, а тогаш ќе ги доделиме наградите за фестивалот Денови на комедија кој што кажа. Ќе кажеме кратко зашто се работи вака чисто да ги поттикнеме гледачите? Тоа е еден интересен текст од еден хрватски автор. Екипата, колку што видов, додека работи представата, навистина се смее и им е многу интересно, така да не би откривал повеќе, нека дојде публиката. Сигурен сум дека ќе ја разбуда Тина од сонот во кој се наоѓа и мислам дека ќе биде интересно да сите. Да. Рибарски караници е вечерва. Вечерва од Театар Битола. Во 20 часот. Автор е Карло Голдони. Тоа е еден познат текст и сигурен сум дека ќе има секаде каде се поставува на сите сцени во Македонија, тој текст има успех. Бил поставуван и Кумановски театар едно време и по скопските театри. Сигурен сум дека ќе имаме вечерва добра, убава представа. Така, добра посетеност и повторно смеја, како видиме. Режијата е на Јован Ристовски, малку поголема актерска екипа која што ете, за оние кои што се заинтересирани можат да видат кој се е дел од оваа представа. Доста инспиративно, мотивацијски или како и да кажеме напредок во својата кариера е и гостувањето и надворот од нашата земја, значи во други театри. Тоа ќе го потврдат веројатно актерите, а тоа би требало да го иницира и да инсистира на тоа, впрочем и секој директор на театар. Како вие нели работите на тоа поле, како размислувате, имате ли засега во најава или нешто што ви е нум за гостување надвор од нашата земја во други театри кои што... Во секој случај имаме гостување од Театар Куманово кои ги реализираме. Еве да заврши фестивалот, веќе имаме на ум некои гостувања кои ќе ги направиме и со оваа театарска представа Разбуди се Тина и со представата Калигула, која не ја спомнав, која имавме премиерата во... Имавме гостување не минатата сезона. Да, имавме гостување во месец мај, со таа представа гостувавме на Шишков, сега во Струмица, поканети сме да гостуваме сега крајот на октомври на фестивалот Стоби кој се одржува во Велес. Имаме некои преговори за гостување во странство со таа театарска представа. Таа е една навистина одлична драма, тежок жан со актерот Марко Трајковиќ кој во Куманово има навистина има посетеност таа представа и сигурен сум дека ќе остане на репертоарот што долго време да се игра. За гостувањата ги работиме тука секогаш кога ќе имаме покана и кога ние ќе успееме да најдеме некој контакт, гостуваме, бидејќи тоа е многу битно и за актерите да се запознаат со другите екипи, да запознаат како работат другите театри во Македонија, така да се надевам на успехи на тоа поле. Да, исто така и за оние театри од другите земји кои што доаѓаат кај нас, како што е случајот и сега со фестивалот. Сега што доаѓаат, се запознаваат, остваруваат контакти, навистина. Тоа се едни убави работи на поврзување и на вмрежување на театрите. Гледате комплексност во договарањата со некој од нив или имате одлична соработка?
со скоро сите имаме одлична соработка. Сите што дошле во Кумановскиот театар не покануваат нас да одиме како што е тука сатиричниот театар, како што е театарот од Крагуева, што сега треба да дојдат непоканија со представата Разбуди се Тина, да одиме ние таму во ноември на нивен фестивал, така да тие соработки се постојат и се битни за одржување на контактите. Одлично. Мислам дека кажавме се што ни е во склоп на денешниот разговор и темата поврзана со Денови на комедијата 2025 во Куманово. Еве за оние кои што малце подоцна можеби се вклучуваат во нашата програма, да споменеме дека фестивалот започна вчера, а продолжува се до 10 октомври. Ги има информациите за представите на страната на Театар Куманово и на Facebook исто така. И на Facebook и на нашата страна Центар за култура ги имаме објавено кој представи се и кога. Така, кажавме и тука, се разбира за оние кои што и пропуштеа, може и нашиот разговор да го погледнат на YouTube, а исто така и да кажеме да побрзаат за билети, со оглед на тоа што рековме дека поголемиот дел се веќе има останато нешто кој сака може да повели на билетара да купи што некој. Така е. И би сакал само да се благодарам и на Министерство за култура и на општина Куманово кои се генерални покровители на овој фестивал и на дел од некои наши спонзори во Куманово. Одлично. Благодарам, Саша, за гостувањето, за времето и за тоа што ете кога има новитети во Театарот Куманово сте тука да ги презентираме на нашите гледачи, на се разбира општо задоволство или за информирање театарски представи кои што навистина не би требало да се пропуштат, па така и оние кои што се дел од овој театарски фестивал. Благодарам на вас што Денови на комедија. Сме тука со вас и што секогаш изликувате овој престрел за Театар Куманово и за нас. Благодарам.